чудно прашање како просветниот инспекторат во 23 година некаде јуни-јули утврдил дека ги нема тие полагано 4 испити, а сега обвинителството излегува со наоди дека има докази дека ги полага. Околу 50%, значи тоа се ставови, тоа не е перцепција. На самите суди обвинители кажаа дека има големо влијание од страна на извршната власт. Меѓутоа владата не најде тогаш никаква одговорност за судени интереси кај ова лице, за да 4 години подоцна, на крајот на 2023 година, Соединетите американски држави, односно Стейт департментот, овој функционер го стави на црната листа. Тука не станува апсолутно никаков збор ниту за некое политичко пазарење, ниту за било што кое што е во тој правец. Зарем требаше ваква национална катастрофа, трагедија да ни се случи во Кочани за власта и опозицијата да седнат на иста маса? Јасните сигнали и на нас како партија се дека бараме тотално неселективна правда, дека бараме тотално отварање на сите случаи. И двете партии, најголеми, и СДСМ, и ВМРО ДПМН, делат дел од одговорноста и вината за ова што се случи во Кочани. Нема да дозволиме, еве го спомнавте град Скопје, нема да дозволиме повторно на град Скопје да му се случи цунами како што му се случува во изминатите 3,5 години. Сваки систем е израз политике. Наша политика е таква која нас удаљава од Европска унија, која нас приближава последних 20 година и нешто више Русiji и Кини. Судијата Ељведин Ферати неделава предизвика револт и бура од реакции. Поради судската пресуда од само 2 години казна затвор за возачот Менсур Пајазити, кој во август 2022 година на улица ја усмрти 22 годишната Тамара Ристовска. Во 2023 година Антикорупцијска комисија утврди дека судијата Ферати си ги поправила оценките во Тетовскиот универзитет со пречкртување. Во Трин гостин е Владимир Ѓоргиев, поранешен антикорупционер, човек кој од самите почетоци е дел од таа институција и кој всушност токму во неговиот мандат беше отворен и работен овој предмет поврзан со судијата Ферати. Господине Ѓоргиев, 3 години затвор, оти украл 150 кебапчиња, а 2 години затвор за возач кој прегазил и усмртил млада девојка. Толку ли чини животот во Македонија? Да, токму така, за жал, јас би рекол дека неказнивоста убива и фигуративно, но за жал и буквално. Сето ова е последица на сето она што и претходно се случувало, значи голем број на прекршители на законот, дали од кривично правен аспект во смисол на сообраќајни незгоди или од аспект на корупција, ретко се осудувани на онаа затворска казна која што навистина би и требало да им се додели согласно кривичниот законник. Сето тоа не доведува до оваква ситуација да на одреден начин имаме вакви пресуди нелогични пред се за јавноста од аспект на тежината на кривичното дело што е сторено со она што е понатаму досудено. За разлика од она што го велите вие, имаме прекршоци, односно кривични дела за кражба, многу помали кои што им носат поголеми санкции. За конкретниот случај, како што рековте, да, тоа ние го на одреден начин утврдивме во текот на 2023 година, меѓутоа во рамките на еден друг предмет, постапување, кој што се однесуваше на проверка на полагање на правосуден испит за идните суди и обвинители, кои што се запишуваат во Академијата за суди и јавни обвинители, дали ги исполнуваат условите. Пред се имаше во тој период наоди дека еден факултет од Тетово издава уверенија за 7/1 завршени студии, иако се однесуваат само на околу 180 кредити. Како и таа, ние го задолживме тогаш Државниот просветен инспекторат да направи увид во документите на сите пријавени кандидати за тие генерации во Академијата, при што произлезе и овој случај, дека судијата што го именувавте, фактички, а тоа го има утврдено самиот просветен инспекторат, немал доволно високи оценки, значи оној просек над 8, кој што е доволен за да се запише на Академијата. И дека утврдил недостасува, значи, за 4 предмети дека се преполагани со прешкртување на самите оценки претходно во неговиот индекс
и утврдено е дека не постојат нити барања, нити решенија за преполагање, ниту пак има доказ дека навистина тој ги полагал тие 4 испити. Како и да е, нас не извести самиот просветен инспекторат дека за тоа го известил обвинителството и по тоа известување всушност обвинителот постапува. За да еве сега разбереме дека обвинителството го запрело постапувањето по тој предмет, бидејќи утврдило дека тој кандидат веќе ги имал навистина полагано тие испити. Сега се постава навистина едно чудно прашање како просветниот инспекторат во 23 година, некаде јуни-јули, утврдил дека ги нема тие полагано 4 испити, а сега обвинителството излегува со наоди дека има докази дека ги полагал. Кој го толерира ваквиот начин на функционирање? Дали гледате всушност помалку и пропусти во Академијата на суди и обвинители? За еве да речеме за тој период. Бидејќи да ве потсетам, имавме случаи со член од семејството на поранешниот спикер на собранието со исто така сомнителна диплома. Значи, неспорно, тоа е еден ланец на контролни механизми што секој да треба да го применува. Првенствено во Министерството за правда, како им се дозволувало на тие стотина, отприлика беа, ако не се лажам, кандидати што полагале правосуден испит без да имаат соодветна бројна бодови. Како што кажав, се бара 7/7, што отприлика реферира на 240 кредити, а тие полагале со некои си известувања или како беше од факултетот дека и 180 кредити се еднакви на 240 поени. Така да, истото тоа се однесува и за Академијата на суди и обвинители. Веројатно и требали тие да извршат дополнителна контрола на сите прибрани документи, затоа што тие воспоставија еден механизам на целосни и детални контроли на сите кандидати, нели се со цел да се изберат најдобрите кандидати што ќе бидат идни суди и обвинители. Меѓутоа, очигледно дека се овие пропусти направено, вклучувајќи го, како што кажавте, и роднината на... Според професорот од правниот факултет Десковски, пред 10 години владата на Груевски законски дозволи да се преполагаат испити и по дипломирањето. Која диплома важи? Ако тоа се дозволува, зошто не е направено пред комисија, например? Да. Морам да кажам дека не ги знам сите овие детали околу начинот како се врши тоа преполагање, меѓутоа мора да има утврдена процедура, мора да има соодветна документација за сето тоа што се случува и сето тоа да биде ставено во досието на кандидатот. Вака, како што кажавме на почетокот, просветниот инспектор еднаш наоѓа празна фасцикла, ги нема тие документи, само прешкртани оценки, а понатаму исквача дека има такви документи. Са дали може би меѓувреме се направени тоа документи, тоа треба навистина да се утврди во оперативна некоја Дали може би се соочил со некакви притисоци? Све е можно. Значи, за жал, кај нас веројатно све е можно. Подружницата на Сдружение на судии во Тетово вела дека ова е максималната казна која можел судијата Ферати да ја донесе. Нели ви изгледа помалку бизарно? Судиите наместо да застанат на страната на правдата, всушност ги бранат своите колеги. Дали може би не треба да се отвори прашањето од неопходноста за ревизија? Сведоци сме за жал и на други случаи. Овој беше навистина последен од таа низа на случаи што е утврдено дека токму во такви сообраќајни незгоди со смртни последици на пешачки премини се донесуваат понатаму вакви навистина ниски пресуди за затворски казни. Зошто се почесто се соочуваме со селективна правда, неказнивост? Предпоставувам, и нашата работа упатува на тоа како состав кој што бевме од 2019 до 2024 година, дека поднесовме голем број на кривични пријави до јавното обвинителство, околу 60-тина. Имаме сега ситуација, еве последниот период гледаме дека неколку од тие кривични пријави веќе се афектуираат во правосудството, односно во јавното обвинителство. Сега тоа наметнува едно друго прашање, дали се чека можеби
да има промена на власта, па тие лица, зборам сега за коруптивни случаи, кои што веќе не се на позиција, па сега можеби на обвинителството му е полесно да постапува против тие. Тука морам да го спомнам едно истражување што го направи ОПСЕ во соработка со Државната комисија за спречување корупција некаде 2023 година, кој се однесуваше на ставови на самите судии и обвинители во однос на нивното постапување. Колкаво е влијанието на политичарите, на извршната власт пред се, на бизнисите и на другите структури во нивните редови, во судството и обвинителството, врз нивното одлучување. Околу 50%, значи тоа се ставови, тоа не е перцепција. На самите судии и обвинители кажаа дека има големо влијание од страна на извршната власт. Така да, ова што го поставувате вие како дилема, јас мислам дека големо влијание има политиката, односно политичките партии, извршната власт пред се врз постапувањето на судските органи. Следите тренинг, гостин во емисијата Владимир Ѓорѓиев, поранешен член на антикорупцијската комисија, кој од самиот почеток беше во оваа институција. Господине Ѓорѓиев, ќе ве навратам на самите почетоци на работата на антикорупцијската комисија. Во ваш мандат беше отворен на почеток, се сеќам тој голем, фамозен случај Бачило, во кој беа инволвирани поранешни и актуелни високи представници од сите досегашни продуцирани иницијативи на антикорупцијската комисија. Колку денеска може да кажете од ваша гледна точка дека е задоволена правдата и имајќи во предвид колку предмети се процесуирани досега, завршени, заокружени? Да, токму тоа беше еден од првите предмети некаде 2003-2004 година, 5-та веројатно. Тогаш беа други членови на комисијата. Пак ќе се навратам сега еве и на нашиот мандат, пак ќе кажам, тука имаме се еден гап од негде 2005 до 2020. Некој, значи 16-17 години речиси, а веруваме дека ниту една иницијатива што во меѓувреме е продуцирана од Државната комисија до обвинителството немала нити јавно обвинителско застапување, нити па конечна судска пресуда. За конечно од некаде 2020-2021 година дел од нашите иницијативи веќе се процесуираат. Меѓутоа, претпоставам дека големо тука влијание има и притисокот на меѓународната заедница и на јавноста врз обвинителството. Еден од предметите што е сега во судска процедура, но сепак се уште не е завршен, оној предмет што го имавме за спортските ваучери и за директорите на Агенцијата за млади и спорт. Значи тој предмет го изработивме, 2 години работевме на тој предмет, го доставивме до јавното обвинителство и обвинителката сериозно се зафати со предистражни постапки и тоа е сега во судска постапка. Меѓутоа, тука јас би се навратил уште на еден момент, не само на кривичните иницијативи, каде се сите оние иницијативи за одговорност што Државната комисија ги доставува, да речеме, до владата, што се со некривичен аспект. Значи, пред се иницијативи за одговорност, односно за разрешување. За истиот овој директор на Агенцијата за млади и спорт, за кој што јавното обвинителство сега води судска, веќе е во судска постапка, ние доставивме иницијатива за разрешување во поглед, во смисол до владата, дека тој се работел несовесно, што е потврдено и со конечен ревизорски извештај. Владата тогаш не најде никаква одговорност кај ова лице. Истото се случи, ако се сеќавате, во 2019 кон вице-премиерот за европски прашања, кој што искористи својата позиција да се намалат одредени царини за литиум-ионски батерии, од кој што неговата фирма или дел од неговата собственост во фирмата имаше бенефит, меѓутоа владата не најде тогаш никаква одговорност за судирни интереси кај ова лице, за да 4 години подоцна, на крајот на 2023 година, Соединетите Американски држави, односно Стейт Департментот, овој функционер го стави на црната листа и со точно образложение дека ја злоупотребувал својата функција и позиција во времето кога бил дел член на владата за личен бенефит. Значи, може да мислите, се она што Државната комисија, но и други институции, Државниот завод за ревизија го продуцирал со наводи, со незаконитости, со неправилности, едноставно некако како да тоне во жив песок.
За да конечно, ако некој од страна се посочи тоа, тогаш се будат институциите и чекај, па ние сме имали иницијатива од ДКС, сме имали наводи од ревизор, исто се однесува и за Мерко, ние имавме 2 иницијативи против градоначалникот, кој што од кога го ставија на црна листа, тогаш се узбурка јавно обвинителскиот. Зошто најчесто властите, без разлика која и да е имуна на вакви препораки, сугестии, одлуки од антикорупционерите? Па генерално, знаете, сега ќе кажам една многу позната реченица од многу пати кажана, јас само ќе ја повторам, од лордот Актон, кој што вика, моќта има тенденција да корумпира, а апсолутната моќ апсолутно корумпира. Што сака да се каже со ова? Дека праксата покажува, моќта е во власта, така, во владата, генерално, како што велиме било која влада. Таа има тенденција да се корумпира. Со самото тоа, таа сака да има влијание пред се врз правосудните органи. Што тие се оние што го даваат конечниот рез. Институциите може да продуцираат иницијативи, како што продуцирале многу. Меѓутоа, конечниот завршеток, неказнивоста, она што го велиме, дека убива конечно, е во рацете на правосудните органи. Доколку тие него да тој завршен чекор да се оди во судска постапка, реална колку што е нели предвидено, и не се донесуваат пресуди, се до тогаш ќе ги имаме овие ситуации на влијание, пак ќе кажам, на извршната власт пред се врз судската власт. Господин Георгиев, работела со фалсификувана лиценца. Имало пријави за кривични дела, говорам од аспект на случајот со дискотеката Пулс. Кои се според вас системските и институционални слабости што доведоа до оваа катастрофа? Кога спомнавте и овој случај, за жал, токму е тоа што велиме, корупцијата убива и буквално. Уште една информација да споделам со вас. Значи, ние во 2020 година како комисија по основа на whistleblower, значи на пријава, баш направивме на анализа на постапувањето на државниот пазарен инспекторат. Колку тие инспектори кога одат во контрола ги гледаат документите, дали имаат лиценци, сертификати и сето тоа, бидејќи тоа има надлежност и врз основа на тоа какви тие мерки понатаму преземаат. Ние утврдивме дека најчесто не беа баш таа дискотека спорната, односно трагичната од Кочани, меѓутоа беа во градот Скопје. Во сите тие анализи што ги направивме, утврдивме дека во главном инспекторите изрекуваат глоби, неколку стотини евра, што веднаш нели ги плаќаат собствениците газите, меѓутоа тука застануваат инспекциите и да немаат лиценци, тие дозволуваат поголем дел од овие дискотеки, не знам кабареа како све не се нарекуваат, да продолжат со својата работа. Тука е тоа е она што се случило во Кочани. Ние тогаш дадовме иницијатива до инспекцијскиот совет да ги санкционира овие инспектори, дека тие фактички не се завршуваат до крај својата работа. Ако утврди дека некој нема лиценца, не може само да го казните, а да може тој понатаму да продолжи. Меѓутоа, до завршување на нашиот мандат ние не добивме одговор. Сакам да кажам, значи доколку сите би се вршиле својата работа, инспекцијските служби, тие што ги даваат лиценците, па и полицијата во конкретниот случај била затечена таму. Како можело да се дозволи таков еден локал да работи? Тоа се све сериозни дилеми кои што се надеваме дека еве во оваа фаза ќе бидат конечно. Формирано е меѓуресорско тело за борба против корупцијата. Ова тело се состои од антикорупцијска, Министерство за внатрешни работи, обвинителство, финансиска полиција, УЈП, дирекција за царина, Министерство за финансии, правда. Може ли да се очекуваат конкретни резултати да произлезат од вакви меѓуресорски тела? Ние колку институции имаме кои прогонуваат и гонат криминал и корупција, па до сега се виде какви се ефектите од битката против корупцијата и криминалот. Прво да кажам дека ова е старо ново тело. Значи прв пат вакво тело во Македонија беше формирано од 2009 негде или 2007 би рекол, брзоснорен протокол за соработка помеѓу телата надлежни за борба против корупција. Тој протокол, врз основа на него беа одржани неколку состаноци. Потоа, уште во 2009 се формираше меѓуресорско тело за координација на борба против корупција и на негова раководител беше министерот за правда.
И тоа згасна, нешто посебно спектакуларно подобрување не се виде, но имаше неколку сотаганци во однос на Греко, препораки и така натаму. Затоа некаде во 2023 година заменик премиерот за добро владење Грковска го возобнови повторно тоа едно тело, за да повторно некои работи се координираат, особено националната антикорупцијска стратегија. И конечно сега овде четврти веќе обид да се возобнови едно такво тело, кој што во глобала, јас се обидам да гледам од позитивен аспект, може да има одреден придонес околу координирање на институциите во борбата против корупцијата. Меѓутоа, внимавајте, тоа е владино тело, тоа е формирано со одлука на владата. А велите сами, и јас од тоа што го имам сознание од достапно од јавноста, е дека во него е и Државната комисија, што е формирана фактички од собранието, но и обвинителството, што си е посебна власт. За која е надлежноста на извршната власт, пак ќе кажам, да координира и управува со сите сегменти на власта. Господин Георгиев, директор на оваа власт, приведен за брутална корупција. Агент од тајната служба се обидел да продава тајни документи, кој е близок, односно дел од обезбедувањето на премиерот Мицковски. Дали ја плаќаме сметката на системската корупција или алчноста, која стана веројатно составен дел од практицирањето на власта? Корупцијата била и ќе биде. Меѓутоа, тажно е кога гледаме за какви случаи се работи, кога се бараат вакви парични средства, односно мито. Ако збориме за ова што се случи сега, со наводи дека директорот на гериатри уапсен поради тоа што барал средства од немокно лице, наистина докаде, јас се прашам, оди човечката ментална слабост. Без разлика, значи сите овие случаи мора да бидат максимално санкционирани. Ке не наврати ова на претходниот што го говоревме за неказнивоста. Не може во вакви случаи веќе да има неказнивост, затоа што сето тоа го руши целиот систем на вредности во државата, само поттикнува и на тамошна корупција, го руши владењето на правото, и руши целиот систем на поставеност на институциите. И сите во оваа битка губат. Дали сметате дека судството и обвинителството се најслабата карика кај нас? Па, очигледно е дека е така. Пак ќе кажам, институциите детектираат одредени слабости и конкретни лица посочуваат со своите иницијативи во нивното работење, меѓутоа, пак ќе кажам, она што треба да биде конечната завршница е во рацете на правосудните органи, и обвинителството и на судството. Доколку тие не навистина закрепнат на одреден начин, тие се жалат, немаат капацитети и така натаму. Меѓутоа не е само тоа, го кажав истражувањето на ОПСЕ. Значи самото покажува дека тие се под одредено влијание и веројатно врз основа на тоа влијание и постапуваат во одредени. Ако не е до недостигот на кадровскиот потенцијал на судството и на обвинителството, дали е проблемот во авторитетот на судиите и обвинителите, во немоќта да се справат со евентуалните притисоци, било да се политички или деловни влијанија? Све е до интегритетот на луѓето што ги држат тие позиции. Дефинитивно тоа е од најголема важност. Доколку, без разлика како е дојде на одредена позиција, во смисол се разбира не со политички влијание, тој треба да си го запази своето место каде што се наоѓа и да е отпорен на тие притисоци. Меѓутоа, знаете, кај нас очигледно дека имаме сериозни вмешувања од страна на политиката во особено правосудството. И затоа ние сме до оваа ситуација. Не се тоа изолирани случаи на ниски казни. Голем број на судии донесуваат слични пресуди. Па познат е случајот на лице што беше во затвор да струга, дали го земало своето везело и на стража исто направи сообраќајника со смртни последици. Мислам дека беше условно осуден на 6 месеци или така нешто. Значи не доби дополнување на својата пресуда, иако тоа лице се наоѓало во затвор. Можете да замислите колку е таквото политичко или бизнис влијание врз судиите, особено при носењето на вакви наистина исклучително ниски. Господин Георгиев, благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Владимир Георгиев, поранешен член на антикорупцијската комисија.
I otud mislim da je Vučić, kada je rekao da želi da izbegne makedonski scenariju, pretpostavljam da je mislio scenariju prelazne vlade i beg Nikole Gruevskog. Ja mogu da razumem da on to želi da izbegne, a u Makedoniji strepe od scenarija da se podignu studenti, srednjoškolci i ovo što se događa unazad 4 meseca u Beogradu i u čitavoj Srbiji.